Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Добар ден, ја слушате економската емисија Бројки на Радио Слободна Македонија. Оваа недела се најавија 3 нови инвестиции. Костал веќе почна со производство, СТС Текстил почнува крајот на овој месец, а грчката Цера Метал го купи земјиштето кој ќе гради во индустријската зона Жабени во Битола. А што ќе значат овие инвестиции и докаде се сите останати, ќе разговараме со првиот човек на технолошко-индустријската развојна зона Виктор Мисо. Добар ден, господине Мисо, ви благодарам што успеавте да издвоите време и да гостувате во Радио Слободна Македонија. Добар ден и благодарам за поканата. Благодарам. Мисо, Охрид, Битола, Велес се градовите каде што ќе бидат инвестирани вкупно 50 милиони евра од овие 3 компании. Што ќе значат овие инвестиции за овој регион? Пред се она што е индикативно со овие 3 инвестиции, ако се навратиме неколку години наназад, најчесто инвеститорите одлучуваат да инвестираат во и околу главниот град Скопје. Во овој случај имаме 3 компании од различни земји кои инвестираат надвор од Скопје. Значи во овој случај Велес, Битола и Охрид, а за Охрид можеме да кажеме и целиот Охридско-Струшки регион, ќе имаат можност во иднина над 2500, околу 2600 работни места да бидат креирани. Пред се тоа значи за голем број на млади луѓе кои живеат во овие региони, да тие можат да најдат парче леп кој ќе го заработуваат во својот роден град или во својот роден крај. Тоа значи дека тие не треба да размислуваат да мигрираат кон Скопје или од било каков друга причина да размислуваат каде ќе најдат својата екзистенција. Дополнително дел од причините зошто овие компании инвестирале токму во овие региони и места е индустријската традиција и начинот на фабрики, видот на фабрики, видот на производство кој историски таму било присутно. Во случајот и на Велес и на Охрид, Свилара и Емо, кои биле компании кои биле познати и во рамките на поранешна Југославија, дури Емо бил бренд кој надвор од нашите граници, значи надвор од европските граници бил бренд кој произведувал софистицирани производи. Овие компании при анализите увиделе дека постои се уште работна сила, но и постои традиција на специфично производство кое е релативно слично на она што планираат да го произведуваат во иднина. Што значи дека делот поранешните вработени во овие компании, посебно во случајот на ЕМО, дел се веќе ангажирани и во иднина дополнително поранешни вработени во ЕМО ќе бидат ангажирани од страна на Костал, но со дополнителни обуки, дообуки, испраќање на тие луѓе во нивните погони низ Европа, посебно во Ирска и во Германија, ќе се креира соодветното ниво на знаење и софистицираност за тие да можат да ракуваат и да произведуваат со најсофистицирани машини, но дополнително тука се и соработките со универзитетите, со техничките училишта. Она што значи креирање на специфична, квалитетна работна сила, каде што секој во својот град ќе може да размислува на соодветен начин да се вработи и да гради својата кариера. Што е друго одлучувачко за компаниите да инвестираат и како ги носат одлуките, дали во Скопје, дали во Битола да се инвестира, освен ова што го споменат? Кога не анализираат, прво мора да се земе во обзир дека не сме ние единствената земја што е анализирана. Секогаш има минимум 3 до 4 земји за кои нас директно ни кажуваат. Во најголем број на случаите таа анализа била дури и поширока. Тоа така наречен desk research, што значи дека тие луѓе ги земаат параметрите за повеќе земји и потоа врз основа на меѓународните информации кои ги имаат за рангирање на земји, за бизнис клима, за бирократија, за транспарентност, многу работи што им се потребни нив за висина на даноци и слично, прават една селекција и ги избираат првите неколку земји, да речеме нека се 4 или 5, на кои ќе алоцираат време и ресурси да ги посетат земјите и директно да видат кои се можностите таму. И во случајот при првата посета секогаш ни ги даваат параметрите однапред. Што е вредноста на инвестицијата, како вид на производ ќе се произведува, во кој временски период треба тоа да се реализира, како вид на локација им се потребни, дали е тоа гринфилд локација, дали е тоа браунфилд локација, колкава е големината и кој вид на работна сила, за да видиме ние што е најсоодветна локација, но истовремено мора да се земе во обзир дека дел од компаниите не сакаат да се директно лоцирани кон некој кој се нивни конкурентни или пак
други компании од слична дејност. Бидејќи да се очекува дека до Дрексалмајер ќе дојде некоја компанија која произведува сличен производ, каде што веќе една компанија вработува над 5000 луѓе, веројатноста не е голема, бидејќи ќе се влијае врз превземање на работниците од една друга компанија и слично. Така да, кога ќе ги земеме сите овие параметри, правиме една анализа кои 2 или 3 локации во Македонија се соодветни, но истовремено тие се среќаваат и со постоечки инвеститори, каде што ќе ги добијат и споделат искуствата што тие направиле, зошто тие одбрале Македонија и таа локација пред неколку години, колку се тие задоволни со својата активност и потоа тие прават едно рангирање на земјата во споредба со другите земји, но истовремено понекогаш кажуваат, окей, од тие 4 земји 2 земји се во игра, но во тие 2 земји имаме 2 локации. Значи 2 локации во Македонија, например со 2 локации од Романија, се во крајната игра каде ќе се алоцира производството. Потоа се зема во обзир дополнително. Што значи од временски период за градба? Колку ќе чини таа градба? Дали целата инфраструктура е спремна? Колку брзо може државата да ги следи за да биде се функционално во моментот на кога работата треба да започне? Дали тоа значи процедури долготрајни за добивање на градежна дозвола? За купување на земјиште или за изнемување на земјиште кога е во слободна економска зона. Значи, сите овие параметри влегуваат во тие нивни матрици каде што се прави анализата и на крај поддршката од страна на државата, она што ние го кажуваме aftercare, не е само до моментот на одлучување за инвестицијата, дека ние се грижиме за нив. Туку на вистинската работа започнува од тој момент кога позитивно ќе се одлучи за Македонија, колку брзо и колку ефикасно ќе успееме да им помогнеме и дали ќе ги задоволиме сите нивни барања и ќе ги исполниме нашите ветувања. Така да сите овие фактори влегуваат. Трае тој процес на одлучување? Добро прашање. Најкратко, мислам дека траело некаде околу 5 месеци. Но има случаи, во случајот на Key Safety Systems во Кичево, првиот контакт кој беше септември 2007, помина околу, речи си 8 години, додека конечната одлука се случи. Тоа не значи дека цело време бевме анализирани. Знаете што се случи во светот глобално со глобалната економска криза, со европската должничка криза, со сите тие двојни дополнителни рецесии и како тоа влијаше на автомобилската индустрија, но тоа значи дека ние остануваме во контакт со компаниите и нормално, кога нешто ќе се случи на глобално ниво, не значи дека на секој 2 недели треба да им се јавуваме да ги прашуваме до каде сте сега. И треба и ние да сме сензитивни и да разбереме што се случува во светот и на кој начин и во кој временски период ќе останеме во контакт. Но не може да се каже дека секоја компанија има ист аршин за овој вид на анализа, некогаш трае подолго, некогаш пократко, но и зависи во кој момент ние од страна на институциите, од страна на државата или тимот за странски инвестиции, контактирал или стапил во контакт со компанијата. Понекогаш може да успеете да стапите во контакт токму додека се анализира. Понекогаш, ако закасните, кога пред 2 месеци е одлучено да се инвестира, например во Бугарија, потоа има еден временски период од минимум 3 години додека следна инвестиција и следен инвестициски циклус не се случува. Ако Johnson Controls беше првата компанија во 2006 година која што инвестираше во слободната зона во Бунарџик, колку во моментов странски компании имаат од тогаш во изминативе 10 години вложено кај нас? Да, така е. Johnson Controls почна со работа крајот на 2007 година. Тоа беше првата глобална компанија, глобален бренд кој беше присутен во Македонија. Навистина компанија која ни помогна многу во привлекување на дополнителни компании. Би рекол таа и Johnson Matthey, која следеше релативно кратко после тоа, беа двете компании без кои ќе имавме многу поголеми напори и потешкоти во привлекување на она што го имаме денес. Во моментот вкупно 23 компании се во различен степен на функционалност и работа во зоните. Поголем дел од нив активно работат и извезуваат, дел од нив веќе ги имат завршено своите нови фабрики и се во процес на адаптирање и носење на опрема, започнување за работа, додека некои се уште го градат својот објект, но некаде до средината на идната година сите овие 23 компании ќе бидат функционални.
Она што е важно е дека дел од овие компании реинвестирале. Не само еднаш. Во случајот на Технохозек имаме трета реинвестиција наскоро, што значи дека во релативно краток временски период, значи зборуваме за рок кога некои од овие компании биле тука само 2 или 3 години, одлучиле дека Македонија е плодна локација, ефикасна од гледна точка на трошоци, од гледна точка на профитабилност, од гледна точка на поддршката која ја даваме од страна на владата и институциите за тие да може да алоцираат дополнителни погони и да вработат и да го дуплираат своето производство. А некои од овие компании ги имаат надминато параметрите на инвестицијата првична и без да реинвестираат, тоа значи дека подобро го искористиле просторот. Донеле повеќе машини, вработиле повеќе луѓе, значи тоа официјално не го кажуваме како нова инвестиција, но сепак параметрите се подобри од колку она што било првично планирано. И нормално работиме да имаме и повеќе компании. Поволностите кои што им се нудат на странските компании траат 10 години. Johnson Controls, морам да ве прашам, во меѓувреме се продаде на Visteon. Сега има најаве дека ќе се заминат после 10 години. Дали стравувате дека и други компании можат да донесат вакви одлуки во иднина? Да го објаснам малку овој процес, бидејќи и во медиумите има некои недоразбирања што точно и како се случило. Johnson Controls Електроника, значи првата компанија која беше инвеститор во Бунарџик, пред околу 3,5 години на глобално ниво се продаде на Visteon. Значи Visteon е друга американска компанија која го купи целиот глобален оддел на Johnson Controls Електроника. Од кога Visteon дојде тука, продолжи најнормално да се работи, само беше ребрендирана компанијата, но она што Visteon го воочи врз основа на нивните претходни фабрики во Европа и новите фабрики кои тие ги превзедоа од Johnson Controls Електроника, имаше повеќе производствен простор отколку што се потребите на компанијата за европскиот пазар. И заради тоа пристапија кон консолидација и освен македонската локација, неколку други локации, посебно во Франција и во Германија, исто така подлежеа на реструктурирање. Во нивниот случај, ова одлука беше донесена во јуни минатата година и за тоа нормално бевме известени и ние, но беа известени и вработените. Во меѓувреме, според нашите активности и контакти со други компании, нормално меѓу компаниските нивни соработки, објектот, значи не фабриката или бизнисот, туку објектот на Visteon беше купен од страна на Delphi. Значи компанијата Delphi која донесе одлука за инвестирање во Македонија, за да го забрза својот процес и да гради свој објект, она што го направи, го откупи објектот на Visteon. Паралелно, оваа компанија веќе има над 100 вработени и е функционална, каде што луѓе биле, голем број на луѓето биле на обука во нивната фабрика во Унгарија, така да во текот на оваа година паралелно двете компании работеа во тој исти производствен погон, со тоа што, како што Visteon го завршува своето производство и активност, бидејќи беше најавено до крајот на годината тие ќе се повлечат, она што е важно е дека Delphi си продолжува. Ќе преземе дел од вработените? Дел од вработените, значи, ние како држава не можеме да влијаеме што и како ќе се случи вработените. Она што е многу важно е да се каже дека вработените во Visteon или поранешен Johnson Controls се луѓе кои некои од нив имаат веќе над 8 години работно искуство, што значи дека тие имаат знаења, вештини, обука за специфична работа во таа индустрија. Добар дел од тие луѓе веќе се вработени во Delphi. Дел од тие луѓе врз основа на пазарот за труд. Има компании кои се од сличен вид на производство, без разлика дали е тоа Markart, дали е тоа ARC, дали се тоа некои од другите компании во земјите во Скопје или пак низ Македонија, на еден или друг начин тие нормално се продаваат самите себе врз основа на она што било нивното претходно искуство и знаење и на кој начин може да најдат најсоодветно вработување. Но јас сум сигурен дека најголем дел од луѓето, ако не и сите, ако не во Delphi, во некои од другите компании ќе најдат начин да бидат вработени, но причината заради која Visteon си оди не е заради истекување на рокот од 10 години. На вистина тоа единствено влијае врз основа на нивните европски
европски планови и потреби. Така да 10 години и нивното одење не значи дека некоја друга компанија по истекување на овој рок ќе се спакува и ќе си оди, посебно што некои од компаниите се навистина капитално интензивни компании, каде што и да сакаат, тоа не е многу лесно да се направи. Колку вкупно работни места креира овие странски компании? Во зоните во моментот се креирани над 6500 работни места и до крајот на оваа година според планирањата и она што треба да се реализира во последниот квартал треба да се стигне до околу 7500 работни места во зоните, но ако се земат и оние други компании со голем број на вработени, Дрекселмайер, Кромберт и Шуберт, Амфенол, Маркарт, Гришко, значи компании кои инвестирале и надвор од зоните, тогаш оваа бројка веќе надминува над 16, околу 17.000 работни места само во производствени дејности, што е навистина една релативно висока бројка за земја од само 2 милиони жители. Мора да се земе во обзир дека сите овие работни места се креирани како директни работни места само во периодот од последните 8 до 9 години, но голем број на индиректни вработувања се креирани за потребите на овие компании. Ќе разговараме и за ова. Овде предлагам да направиме мала музичка пауза, па ќе продолжиме со разговорот. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Гостин во емисијата Бројки Виктор Мизо, директор на технолошко-индустријските развојни зони. Мизо, со влезот на странските компании се отвори работа и за домашните кои што може да се јават како нивни добавувачи. Ако минатата година 500 домашни компании соработуваа со странските, каква е во моментов состојбата? Она што според мене освен креираните работни места од страна на странските компании најважно е соработката и дополнителниот бизнис и работа која е отворена за домашни компании. И тука мора да направиме едно разграничување кој вид на домашни компании имаат соработки и од каков вид. Прво и најважно, од моментот кога компанијата ќе дојде тука, треба да најми адвокатска фирма. Без разлика дали тоа значи регистрирање на фирма, дали се сите тие правни активности каде што им треба помош. Голем дел од овие фирми кои не се глобални мултинационални компании најчесто ангажираат и сметководствени фирми кои им ги водат работите кои се поврзани со овие компании ангажираат и посредници при процесот на вработување. Значи агенции за вработување кои им помагаат да најдат менаџерски кадар, но истовремено им помагаат и да најдат соодветни работници во локацијата каде што се која избрале. Тука се потоа архитектонски фирми кои вршат дизајн и проектирање на објектите, градежни фирми, потоа логистика, сите транспортни активности, фирми осигурителни компании кои работат на одржување на објектите и за обезбедување на објекти. Значи имаме голем број на сервисни услуги кои наоѓаат дополнителна достојана доаѓањето на компаниите. Сега, она што е многу поважно, сите овие компании нормално имаат дополнителна работа, но да видиме на кој начин можеме да го помогнеме процесот на вмрежување на локални компании кои се производствени компании кои може дел од репроматеријалите или дел од некои компоненти или производствени склопки кои може да бидат употребувани во крајниот производ кој се производи во страна на странските инвеститори. Оваа бројка се зголемува континуирано. Минатата година вкупната бројка на добавувачи кои се користеа од страна на компаниите во зоните беше околу 500. Треба да ја сумираме крајот на оваа година за да ви кажам колку точно ќе имаме, но како што доаѓаат нови компании, како што се диверсифицира производството и видот на производите кои се лоцираат во Македонија, така се зголемува и бројката и лепезата на производи кои им се нив потребни, но нормално и на домашни компании со кои се работуваат. Пред околу 3 недели, дополнително на ова, имавме и настан кој го организиравме заедно со Советот за странски инвеститори и автомобилскиот кластер од страна на канадската компанија Магна. Магна е една од 3-4 најголеми глобални компании во автомобилската индустрија, која дојде тука и имавме така наречен Magna Supplier Day или Magna ден за добавувачи, каде што тие се сретнаа со 30 компании
компании кои сакаат да проверат кој е видот на производите, квалитетот, степенот на нивни развој, софистицираност и можност тие да ги вклучат овие компании во нивниот процес на набавки во Европа. Со неколку од овие компании договорија дополнителни средби посети, им дадоа некакви информации и се очекува да имаме повратна посада некаде во март или април оваа година, каде што идната година, каде што директно ќе се оди во производствените погони и ќе се согледаат можностите за директна соработка. Значи, ова не значи со постоечки инвеститор кај нас, но значи со компанија која глобално има над 35 милиарди долари годишен обрт или реализација, што значи дека е поголема и од постоечките инвеститори кај нас. И ваков вид на соработка, ако некој од овие локални компании каже дека веќе соработува со Johnson Controls или со Kemet или со Van Hool, тоа представува дополнителна многу значајна референца дека таа компанија веќе знае кои се видовите на работа и задоволување на услови кои се бараат од глобални компании од автомобилската индустрија. Ако тие може да се добавувачи за нив, им се отвараат вратите да соработуваат и со други компании регионално или пошироко во Европа, без разлика дали тие инвестирале кај нас или не. Што дополнително креира не само нови знаења, вештини и потреба за доинвестирање и дософистицирање на овие компании, но нормално нови работни места и можност за поголем извоз. Тоа сакам да ве прашам, моето следно прашање, колку домашните компании имаат капацитет и знаење да им одговорат на потребите на станските? И дали се соочуваат со проблем при изнаоѓање работна сила да вработат внатре во компаниите? Ова е подолгорочен процес. На жалост, ако гледаме ние каде бевме во времето на Југославија и крајот на 80-тите години, помина еден релативно долг временски период каде голем број од овие компании, нормално низ транзиционата фаза, каде што сето тоа беше приватизирано и слично, но голем временски период помина без дополнителни инвестиции во нова опрема, во нови машини, во нови знаења, во нови софистицирани начини на производство, на следење на процесите на квалитет или слично. Така да сега се работиме и со овие компании директно да помогнеме. Имавме еден пилот проект од страна на Светска банка и AFC, каде што беа 5 локални компании избрани во тој пилот проект. Ние како институција заедно со Агенцијата за странски инвестиции работевме во помагање на овие компании како да се подобри нивното мрежување, но некогаш овие компании им е потребен и еден дел на маркетинг, како подобро да се продадат, како на еден состанок да ги имаат соодветните брошири и информации, што значи да се дојде точно на време, што значи во тие 30 минути кога треба да се представите во најдобро светло, бидејќи можностите и опциите што ви се дадени се еднаш. Ако не успеете да се продадете до некоја компанија во тој временски период, може би да изгубите таа можност во долг период во иднина. Така да потребно е да се работи со вакви компании, потребно е да се помагаат, начинот на финансирање, начинот на добивање на средства за дополнителни опреми, за дополнителни вештини, тоа не оди преку ноќ, но како што доаѓаат странски инвеститори, некои од нив соработуваат и работат со нив. Kemet работеше со една локална компанија 18 месеци за да стигнат до момент каде што соодветниот пластичен продукт кој им беше потребен да можат да го произведуваат во сериите кои беше потребни, врз основа на соодветните квалитети, сертификации и слично, и сега таа компанија стана добавувач на Kemet. За Kemet ова беше вложување и на време, и на средства, и на трпение, но на крај и тие се среќни и задоволни што може да најдат локален добавувач за нешто што претходно се увезуваше од Западна Европа, бидејќи не е се само во цената. Понекогаш е дали некој може да ви ускочи и да ви помогне ако нешто се случи директно на производствената линија. Ако можете вие да добиете помош од домашна компанија која за 2 часа ќе ви помогне и ќе има таков нов производ
кој ви е или полупроизвод кој ви е потребен, е многу полесно да се вратите во нормалата отколку да чекате 2,5 дена за тој производ да стигне некаде од Западна Европа. Влезот на странските компании ја промени и структурата на македонскиот извоз. Според последните статистички податоци, извозот во август бележи пораст од 6,4%. Последните податоци кои ги имате вие за септември покажуваат што покажуваат? Колку Само во месец септември од зоните имавме покачување од 23% во споредба со минатата година. Значи стигнавме до една бројка од околу 160 милиони евра извоз само од зоните во месец септември, но вкупната бројка за првите 3 квартали значи зголемување за над 19% во споредба со минатата година и стигнавме до вкупна сума од 1 милиарда и 280 милиони евра. Ако се земе во обзир дека минатата година завршивме со околу 1,5 милиарди, јас сум оптимист дека во овие 3 месеци таа бројка ќе ја надминеме и некаде 18 до 20% ќе имаме поголем извоз оваа година во споредба со минатата година и тоа пред се должи на зголеменото производство и стигнување до една оптимална искористеност на погоните на пред се на Джонсон Мети како најголем извозник, но истовремено дополнителна бројка имаме од страна на Ван Хул, од страна на Джонсон Контролс, но и поголем број на други компании кои веќе влегуваат и активно земаат залет во тој процес на започнување со работа, имаат контрибуција кон сите овие бројки и јас сметам дека за еден период од околу 2 до 3 години нормално и со влез на новите компании кои се планирани во следниот период ќе може да стигнеме до една бројка и да ја надминеме бројката од 2 милиарди извоз на годишно, не 2 милиарди евра само од зоните. Ги споменавте, се преговарали со други компании да инвестираат во Македонија? Континуирано се преговара, континуирано сме во контакт со голем број на компании, имаме посета од страна на вакви компании и минатата недела и оваа недела, не само ние како дирекција за ТИРС, туку и другите членови во тимот за привлекување на странски инвеститори. И она што е важно, и јас барем во разговорите и преговорите со компаниите со кои јас сум во контакт, можам да кажам дека имаме неколку компании кои се пред крај на донесување на конечна одлука, каде што ние сме во најтесен избор, или пак некои компании веќе интерно имаат некакви предвидувања и активности, но моментот на објавување и одлучување на нивниот краен резултат сепак зависи од нив. Но секогаш четвртиот квартал, посебно октомври, ноември се временски периоди кога пред завршување на годината голем број на компаниите мора да ги донесат ти одлуки заради буџетирање, заради правење на сите оние алокации на средства на кој начин буџетот ќе се алоцира идната година, бидејќи најголем број на компании кои сега во четвртиот квартал би донеле одлука и би кажале дека треба да започнат со инвестиција, значи дека крајот на идната или почетокот или првиот квартал на 2018 година треба да имаат функционален производствен капацитет. Значи тоа е оној временски период од меѓу 12 до можеби 18 месеци кога е логично еден производствен капацитет да се проектира, да се изгради, да се опреми и да дојде сето она што значи машини и обука на луѓе. Така да јас сум оптимист дека во следниот период ќе имаме неколку позитивни одлуки за инвестирање, не само во еден град, туку во повеќе градови и од различни индустрии, од различни земји, но да почекаме уште неколку недели. Имаше ли странски компании кои што ги одложија плановите за инвестирање поради политичката криза во Македонија? Морам да кажам дека дел од прашањата на компаниите започна некаде кон средината, крајот на вториот квартал минатата година. И на почетокот не беше политичката криза, туку беше бегалската криза. Бидејќи она што значеше представување на бегалската криза на границите, не само на македонско-грчката граница, но она што се случуваше на унгарско-српската граница или на српско-хрватската граница или кон Словенија и слично. Во медиумите на глобално ниво тоа креираше една не сакам да кажам страф, туку една недоумица што се случува и како ова го афектира бизнисот кај вас. Иако тоа директно навистина не влијаеше,
на активностите, со некои од овие компании требаше да ги поврземе со веќе постоечки инвеститори, да им го кажат своето мислење дали и на кој начин тоа им влијало на работата, но и менаџерските тимови на постоечките инвеститори кај нас прашуваа што се случува и дали ова ќе влијае, бидејќи тие секогаш алоцираат кое производство ќе оди во која од нивните фабрики во Европа. И тие заради планирање кажа, ако овдека е состојбата ризична и несигурна, ние ќе го алоцираме тоа производство на некоја друга локација наместо во Македонија. И тоа директно ќе не погодеше нас, врз основа на креирање на помалку работни места или дури намалување на обемот на работа заради алокација на производство на друго место. Но тоа го пребродивме и се виде дека тоа не влијае на никаков начин. Потоа, со продлабочување на политичката криза и пролонгирање на кризата, би кажал, имаше прашања како тоа би влијаело и што тоа значи за нив, одложувањето на изборите, бидејќи за нив сите тие процеси се процеси кога прашуваат кога и што ќе се случи и сакаат тие однапред да знаат и да можат да планираат. Одложување на одлуки постоеше, бидејќи сака да видат што и како ќе се одвива во иднина. Но јас барем лично во разговорите и преговорите кои ги имавме, ниту една компанија директно нас не ни рече се откажуваме од вас директно. Но имаше влијание врз конечната позитивна одлука од гледна точка на пролонгирање на време траењето на одлука и сето тоа. Но морам да кажам дека голем број од земји во регионот кои се разгледувани, се уште се разгледуваат, политичката и економската стабилност е важна. Украина, Молдавија, Северна Африка. Дури и земјите од нашето обкружување не е се секогаш перфектно. И некои од овие компании ги земаат сите овие работи во обзир. Некои од нив си контактираат нормално со своите амбасади, врзано од каде е компанијата. Но најголем дел на овие компании сакаат да го слушнат искуството на веќе постоечките инвеститори и директно од нив да добијат информација што и како и какво влијание имаат вакви политички случувања на нивната активност, бидејќи сепак не дека не веруваат на нас како представници на државата, но сакат да слушнат од компанија која е или директен конкурент, или компанија со која имаат некаков вид на колаборација, или се познаваат меѓу себе како компании. Сепак, искуството на една производствена компанија, глобална, мултинационална и како сето ова нив ги афектира, може посоодветно да го добијат од нив, или барем перцептивно посоодветно, и заради тоа ние секогаш бевме спремни и отворени да ги отворим, да им овозможиме да имаат еден таков диалог за да ги добијат тие информации. Позитивни ли се искуствата на странските компании или имаат проблеми? Секаде во светот ќе има, не сакам да речам проблеми, но може да има некои потребни активности кои треба да се подобрат. Но искуствата се позитивни и континуирано работиме со нив на решавање на сето она со кое тие се соочуваат и сметам дека голем број од нив имаат дадено многу позитивни забелешки кои се искористени за адаптирање и подобрување на целиот систем на работа од гледна точка на измени и адаптирање на закони кои директно потоа влијат во подобрување на работата на сите компании во Македонија. Бидејќи овие глобални мултинационални компании имаат многу пошироко искуство. Знаат што се случува во Азија, во Централна или во Јужна Америка, во други земји во Европа и слично. И врз основа на нивните искуства, ако ни дадат примери како некој закон, некој пропис, некоја процедура е подобро имплементирана на друго место. И нормално, ако тие процедури не се на некаков начин не се спротивни на европските правила и прописи,
бидејќи ние сепак треба да бидеме адаптирани на она што значи европски закони, ние сме во можност да примениме некои од тие нивни глобални искуства за подобрување на бизнис климата, за работата на компаниите кај нас, на намалување на бирократија, на подобрување на некои процедури, и ова влијае директно и кон сето она што значи диалог со бизнис заедницата, подобрување на рангирањето на Светска банка, Doing Business, имаат влијанија и овие компании. Така да кажеме дека се е перфектно, не може никаде да кажеме дека се е перфектно, бидејќи тогаш нема да се трудиме нешто да подобриме. Но активно работиме со компаниите и сметам дека и тие согледуваат дека имаме подобрување во изминатите години. Мислата се надеваме дека и наредниот период ќе има уште многу компании и повторно ќе ве поканиме да бидете гостин во Радио Слободна Македонија. Јас ви благодарам што издвоивте време и бевте наш гостин. Ви благодарам и на вашите слушатели им посакувам убав ден. Ви благодарам. По кратката музичка пауза ќе ги слушнете и најважните економски настани. Твојот свет во најубави бои. Препознај го на Радио Слободна Македонија. Во емисијата Бројки ве информирам и за најважните економски настани оваа недела. 10 мали и микрофирми кои се отворени со помош на државен грант добија национална награда за најбрзо растечки фирми, така наречени газели. За добро остварените резултати за брзиот напредок, тие ќе добијат и дополнителна помош од опрема и материјали за работа во вредност од 10.000 евра. Малите и средните компании, според она што го читаме во анализата, се компании кои најбрзо растат. Меѓутоа, не смееме да заборавиме дека тие компании ќе треба, за да одржат еден раст и за да одржат голема одржливост или долготрајна одржливост, и да почнат да учат на кој начин ќе ги менаџираат своите компании. Програмите за вработување и отворање на бизниси се воведоа со цел да се зголеми бројот на мали и микробизниси, кои всушност имаат централна улога во развојот на економијата на една земја, изјави Диме Спасов, дополнителен заменик министер за труд и социјала. Како работодавачи и компании ќе имате целосно нашата поддршка. Ги очекуваме вашите мислења и барања кои што ќе бидат преточени во идниот оперативен план за активни мерки и политики за вработување за 2017 година, а се со една цел: за едно просперитетно и економско стабилно општество. На македонските текстилни компании и натаму им е потребен бренд наместо лон производство, за да бидат поуспешни. Велат дека се помала интересот за работа во овој сектор, а работниците им заминуваат и на подобро платени места во фабриките во индустријските зони. Ние не можеме да бидеме против да се забрани наши работници да заминуваат во тие компании. Тоа е прочем и уставно право на секој граѓанин да избира каде ќе работи. Но од друга страна сметаме дека ако сакаат да користат такви привилегии овие компании, мора да вработат луѓе од Агенцијата за вработување, значи да имаат трошоци за нивна едукација, па на база на тоа да ги користат овие привилегии. Немањето на готов производ и нелојалната конкуренција и понатаму остануваат главни проблеми на текстилците. Од индустријата велат дека странските компании им ги земаат обучените работници за повисоки плати. Посочуваат и дека им недостига стручен кадар, зашто бараат поголема соработка меѓу бизнис секторот и образовните институции. Ако таа врска со стопанството не функционира, тогаш ќе имаме од една страна огромен број невработени кои ќе чекаат работа со својата диплома и огромен број на потребен кадар на стопанството кој ќе го нема. Економските параметри покажуваат дека и покрај тешкотиите од политичката криза, владините мерки даваат добри резултати, оцени лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Последните податоци покажаа раст на индустријското производство од 5,2% во месец август, поредено со истиот месец во 2015 година, а првите 8 месеци во оваа година споредени со првите 8 месеци во минатата година раст од 5,5%, што е одличен показател и покажува дека и во вакви сложени политички услови индустријата расте и тоа значи дека индустријата има зголемен обем на работа. Покрај ова се објави податок со кој се покажа дека извозот порасна за околу 6%, што дополнително укажува дека и покрај тешкотиите што и се создадува на македонската економија со предизвикувањето политички кризи од страна на опозицијата, поради добриот амбиент кој што беше направен од страна на владата, поради добрите мерки, поради добрата бизнис клима во Македонија и покрај
огромните обструкции, тешкоти со кризата, со сите политички попречувања што беа направени, имаме напредок во економијата, имаме раст на извозот и раст на индустријското производство, намалување на невработеноста и прилив на нови компании кои што отвораат нови работни места за да се вработат невработените луѓе во Македонија. А влезот на новата грчка компанија Цераметал ќе значи нови 600 вработувања, ново намалување на невработените, но и повисока вредност на трудот на вработените. Вака лидерот на ВМРО ДПМН ја коментираше најавата на новата инвестиција во Битолската индустријска развојна зона. Грчката компанија од Атина ја објави својата инвестиција за која што веќе има купено земјиште од 45.000 метри квадратни во зоната Жабени во Битола. Земјиште на кое што ќе изгради хала во две фази, во кои што ќе се вработат вкупно 600 луѓе. Во првата фаза 150, во втората дополнителни до 600. Така што тоа ќе бидат нови 600 работни места. 600 луѓе кои се невработени ќе бидат вработени, плюс ќе има една дополнителна бројка на вработувања како индиректни работни места, која што секогаш е една пропратна бројка со вработувањата во новите инвестиции. Она што најмногу недостасува, она што најмногу луѓето го бараат, и оние невработените за да добијат работа, но и вработените затоа што колку се намалува бројот на невработени, толку ќе почне да расте цената на трудот на вработените и платите на вработените. Германската СТС Текстил пак во понеделникот го потпиша договорот за инвестирање во Велес. Во погоните на поранешна свелара, 1000 невработени од овој регион можат да добијат вработување. Задоволен е градоначалникот на оваа општина. За 2 до 3 недели ќе почне производствениот процес, бидејќи веќе биле донесени машините, монтирани во погоните таму на поранешниот комбинат свилара. Отворен уште еден приватен дом за сместување стари лица со грант од државата. Во домот може да се сместат до 40 лица, а за нив ќе се грижат 10 вработени. Владата на Република Македонија помогна во отворањето на овој приватен дом за стари лица со грант од 10.000 евра. Исто така инвеститорот искористи дел од поволностите, односно плати комунални такси за изградба на овој објект намалени за 95%. Нашата интенција и нашата заложба како влада е да продолжиме во зголемување на капацитетите на домовите за стари лица. Овде завршува емисијата Бројки во продукција на Радио Слободна Македонија. Денеска 13 октомври 2016 година. Со мен уредник и водител Наташа Мерсовска и Дине Вучков техничка реализација. Со нови содржини слушајте не и наредниот четврток во истиот термин. Јас ви посакувам убав ден. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија.